Продолжуваме со разговорот. Како што кажавме, тука во студиото е господинот Дарко Антик од Сдруженијето ЕСЕ, здружение кое неодамна представи едно истражување во однос на корупцијата во здравството, истраживте повеќе аспекти од него, ги презентиравте и резултатите кои можам да кажам беа прилично интересни за јавноста. Така да, господин Антик, за почеток на разговорот за какво истражување се работи и вака генерално некои главни перцепции кои произлегуваат од него, па ќе поразговараме за детали. Ви благодарам на поканата. Инаку истражувањето наводите кои што беа презентирани на минатонеделната пресконференција всушност се однесуваа на истражување спроведено помеѓу население. Меѓутоа целиот овој процес опфаќа различни аспекти. Значи не само истражување помеѓу населението, туку истражување помеѓу здравствени работници и истражување помеѓу медиуми и дополнително истражување помеѓу донесувачи на одлуки, со цел да се добие една комплетна слика. Истражувањето помеѓу население беше првиот чекор во целиот овој процес, така да беше спроведено едно истражување, телефонско истражување, кати, помеѓу 1040 испитаници. И дополнително беа спроведени фокус групи, односно дискусии со жени специфично. Истражувањето помеѓу население беше помеѓу мажи и жени. Фокус групите беа сконцентрирани токму на жените. Преку фокус групите беа опфатени речиси 90 учеснички, кои што доаѓаат од повеќе градови. Слушна, претпоставувам и гледачите на минатонеделните изјави на вести. Беа опфатени Куманово, Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и Штип и Свети Николе, како населени места. И дополнително на што е важно е дека со врз основа на овие наоди кои што беа добиени од истражувањето, всушност се разви еден вид на курикулум, односно едукативен материјал со цел спроведување всушност на едукативни настани и работилници помеѓу граѓани во овие населени места. Она што е важно за ова истражување и генерално целокупниот проект кој што го спроведува Сдруженијето ЕСЕ е дека е фокусиран на женско здравје, односно на услуги кои што се однесуваат на гинеколошка и акушерска здравствена заштита. Токму и затоа всушност жените се во фокус на овие активности, особено заради нивната положба, почестиот пристап до здравствени услуги, почестиот контакт со здравствениот систем и така натаму. Као генерална перцепција која што произлезе од истражувањето помеѓу граѓаните е дека всушност тие го прецепира здравствениот систем како не систем на права, туку систем на привилегии, односно оние кои што имаат можност да платат или да дадат некаков тип на услуга или некакво материјално добро, всушност можат да добијат здравствена услуга за разлика од оние кои што не можат да платат. За жал. Ние имаме еден солидарен здравствен систем кој обезбедува, би требало да обезбеди еднаква здравствена заштита на сите. Па сега вака, според вашето истражување, најголем дел или голем дел од граѓаните, да кажеме, сметаат дека корупцијата е нормален дел од тој пристап до здравствените услуги. Ми се чини дека тоа исто така произлегува од истражувањето, дека за луѓето е нормално да на некој начин да дадат нешто за да добијат услуги. Па генерално, како да кажам, луѓето се навикнати на таков тип на функционирање на не само на здравствениот систем и на сите сфери во државата и сметаат дека особено кога станува збор за врски, тие ги генерализираат, односно го сметаат како начин на снаоѓање, а не начин на всушност негативно влијание врз пристапот до различни услуги на други сограѓани. Го генерализираат, односно корупцијата е општо прифатена, особено кога зборуваме за ситна корупција, не зборуваме за крупна корупција. Значи ситна корупција во смисла да се потплати за да се дојде побрзо до одреден третман, подобар третман да се добие во одрамки на одредена институција. Понатаму не го перцепираат всушност упатувањето во конкретна пример аптека
или земањето на конкретен лек исто така не го сметаат како Што вид најчесто се случува. Што најчесто се случува исто така. Вид на корупција е исто така и препраќањето на пациенти во приватни здравствени установи каде што одреден медицински кадар всушност ги врши услугите или некои нивни колеги во иста дејност обезбедуваат ист тип на услуга, односно услуга која што може всушност да се добие во јавниот здравствен систем. А се во ова генерално и според истражувањето и во пракса е видливо термините кои што се ограничени, значи луѓето не може да дојдат до термин за да обезбедат одредена здравствена услуга, па и чекаат и со месеци, дури и со години. Најчесто за да дојдат побрзо до операција за некој итен третман или итна ситуација, и исто така многу е важно дека имаме ограничен број на медицински кадар. Особено одредени специјалности кои што функционираат нели во кај нас, и токму тоа всушност и го ограничува пристапот до услугите. И луѓето си ги наоѓаат сите канали како можат да стигнат да ја обезбедат здравствената услуга, што не треба да се случува во пракса. Да. Имаме ли причини поради кои пациентите ги даваат тие неформални плаќања, да речеме? Дали е поради притисок, страв или едноставно навика? Мисля дека така треба. Сега, има разлика. Корупција не е заради тоа што луѓето сметаат дека треба да дадат. Корупција е ако некој им побара. Значи, ако некој им побара пред да обезбеди здравствена услуга или било каков тип на услуга, во тој случај можеме да зборуваме за корупција. Доколку јас лично заради злак на благодарност однесам одреден подарок или одреден, се не зборуваме за паричен надомест, зборуваме, не знам, за благо, виски и така натаму, тоа не се смета за корупција доколку е до одреден или пропишан износ. Меѓутоа, доколку за да добијам услуга, некој мене ме услови да дадам средства, да извршам услуга или слично, во тој случај дефинитивно станува збор за корупција. Да, за корупција. Имаме ли, дали истражувањето покажува во кои сегменти најчесто се јавува? Дали се тоа прегледи, операции, хоспитализација, имаме ли таков сегмент? Па, од сите испитаници кои што беа фатени, 90% зборуваме за полнолетни граѓани, дошле во некаков контакт со здравствениот систем во изминатите 12 месеци, некои еднаш, некои во повеќе наврати. Генерално, според наодите, најголем дел на корупција всушност се случува за услуги кои што се несуваат на специјалистички услуги всушност. Придобивање при операција или добивање на болнички кревет, односно болничко лекување. Да, тоа значи дека се на секундарно и терцијачно. Да, и некоја форма на специјалистички услуги. Зошто граѓаните ретко ја пријавуваат корупцијата? Имаме ли такво објаснување? Кои се бариерите тука? Генерално, значи според тоа што го изнесоа граѓаните преку истражувањето, е дека не веруваат дека некој ќе постапи дури и да пријава, дека некој ќе постапи по нивната пријава, односно по нивното барање, и сметаат дека дури да пријават нема ништо да се промени, а во исто време се зависни од тој кој што ја нуди услугата. Во тој случај станува збор за страв, дека може да повторно ќе се соочат со истата личност која што ја побарала корупцијата, дека нема да ја добијат здравствената услуга заради тоа што тој колега би влиел на други и така натаму. Значи се плашат едноставно дека доколку прво дека нема да се смени, а второ заради тоа што сметаат дека нема да го добијат тоа што им треба. А заради тоа што генерално здравствените проблеми најчесто станува збор за и бараат брза реакција, тие би платиле во ваква ситуација само за да добијат одредена услуга. Дека би останале неизлекувани, буквално, но тоа покажува дека постои една генерално недоверба кон системот. Или, ајде да речеме, верување дека системот функционира така, со
таков е коруптивен, со мито, со корупција Еве и дека така функционира. И предходната ваша соговорничка го зборуваше за недоверба во институциите и начинот на функционирањето на институциите. Здравствениот систем не е многу различен од останатите. Единствено е многу посложен и процесите кои што се одвиваат во рамки на здравствениот систем се многу поразлични од останатите. Меѓутоа, и самите сте свесни и генерално гледачите се свесни за тоа дека имавме во изминатиот период многу, како да ги наречам, скандали кои што се особено фокусирани на здравствениот систем, онкологија, пример. Понатаму случајот со инвалидски пензии, вработувањето на кадри, случајот на кардиологија и така натаму. Генерално, јас лично не ги следам случаите, меѓутоа во јавноста има впечаток дека ништо не е превземено по однос на тие предмети, кои што беа медиумски доста покриени и така натаму. И во таква ситуација, не знам дали некој би очекувал дека би имала, дека некој човек или некој граѓанин би имал доверба во систем во кој што и дури и во вакви големи случаи нема разрешница. Да. Каква е тука улогата на институциите? Дали зошто постојните механизми за пријавување и борба против корупција не даваат резултати? Тоа не можам да го кажам. Претпоставувам дека тоа не е дел од истражувањето, меѓутоа генерално впечатокот е дека недоволно се вложува труд од страна на институциите или се дава фокус на одредени случаи, особено на мали случаи би ги нарекол. Дали е тоа заради недостаток на ресурси, недостаток на средства, дали е заради некое надворешно влијание, да не можам да го тврдам или да го кажам. Меѓутоа генерално систем законски и се уредени начините на кои што треба да се постапува, меѓутоа во пракса тоа не се. Ние имаме еден број, да речеме, на сајтот на Министерството на здравство, каде што вие можете да пријавите корупција, но според податоците кои ги добиваме од Министерството за здравство, таму рече се никој не се не јавува. Сега, дали е тоа поради ова што вие го кажувате, поради тоа што го кажале испитаниците, дека не пријавуваат поради тие причини кои не пријавуваат или нешто друго? Сметат дека, генерално велат дека би пријавиле доколку е анонимно. Тоа значи дека немаат доверба дека доколку се јават, во случајов на некој телефон или напишат на мејл или поднесат пријава, некој нема да ги повика со име и со презиме. И дека нивната пријава не би излегла во јавност. Генерално, процесот треба да биде анонимен и секој оној кој што ќе пријави да биде заштитен во целост, заради тоа што секако може да има реперкусии врз него како лице кое што пријавило, не само за во делот на здравство и воопшто за сите сфери. Меѓутоа, повторно ќе кажам, зборуваме тука за ситен вид на корупција, нешто што граѓаните им е видливо, односно може да го опипаат. Меѓутоа треба да се зборува и за нешто што е на повисоко ниво. Зборуваме за тоа начинот на кој што се носат политиките и колку тие политики, да речеме, се неутрални, односно не се направени со цел да фаворизираат одредени добавувачи, пример, на медицински помагала, лекови, опрема во рамки на здравствени институции и така натаму. Понатаму треба детално да се следат сите јавни набавки кои што ги спроведуваат здравствените установи. Значи не е само да лекарот побара одреден износ на средства за да обезбеди услуга, меѓутоа и самиот систем може да всушност да биде корумпиран, особено оние кои што ги спроведуваат овие постапки, заради тоа што многу ретко се зборува за тоа начинот на кој што се создаваат критериумите за избор, пример, на добавувач на одредени медицински помагала, опрема и така натаму во рамки на здравствените установи, а таму има огромен износ на средства кои што можат всушност да се одлеат од буџетот, а тие се средства кои што се обезбедени од џебот на сите нас, сите ние плаќаме даноци.
Да, кога зборуваме за таа набавка на апарати, машини, лекови и така натаму, се работи за стотици милиони евра во здравствениот систем, преку кои се вршат тие набавки, што секогаш отвара сомнеш за можност на коруптивни влијанија. Всушност, постои разлика, некои од граѓаните можеби не се свесни дека и корупција е една поширока појава, дека тука најчесто зборуваме за мито, давање на мито за извршување на некоја операција, но самиот термин на корупција е многу покомплексен систем кој опфаќа многу повеќе дејанија за да се заокружи таа негативна појава. Има ли во наводите или во заклучоците од истражувањето како корупцијата влијае врз квалитетот на здравствениот систем? Има. Она што сакав да го истакнам и што го испушти во предходното излагање е дека многу специфичен тип исто на корупција е сексторцијата, односно сексуалната изнуда од страна на здравствените работници во овој случај, меѓутоа истата постои на други нивоа. Со истражувањето всушност тоа е особен вид на корупција на кој што се подлежни жените. Во истражувањето има тројца испитаници од вкупно 1000 кои што пријавиле дека всушност се соочиле, односно некој им побарал сексуална услуга за возврат на здравствена услуга. Две се жени, еден е маж. Генерално сексторцијата е барана во кај матичен гинеколог, кај специјалисти, кај матичен лекар. Она што повторно не е пријавена, како и сите испитаници. Во рамки на фокус групите, што е различно од целокупното истражување кое што беше спроведено преку телефон, речиси сите си имаат соочено со некаков вид на корупција за разлика од телефонското истражување. И она што е важно, дека голем дел од изјавите на жените кои што беа дел од фокус групите имаат слушнато за некој кој што бил подлежен на сексторција, придобивање на одредена здравствена услуга. Што значи дека појавата е веројатно многу поголема од таа што и вие сте ја регистрирали? Предпоставувам заради тоа што телефонското истражување е истражување преку телефон. Значи му се јавуваш на испитаникот, одговара на одредени прашања. Предпоставувам дека довербата во рамки на фокус групите е многу повисока во однос на телефонското истражување. Дури сметам и дека бројките се многу повисоки од она што го даде телефонското истражување. Во однос на заклучоците, како влијае корупцијата врз здравствениот систем? Она што го кажа испитаниците е дека генерално не пријавиле. Оние кои што дале одредена корупција за да ја добијат здравствената услуга, половина ја добиле здравствената услуга, другите всушност не ја добиле, онака како што им било ветено, и оние кои што одбиле да дадат корупција, всушност ја добиле или им се влошило здравјето, или ја побарале здравствената услуга во некоја приватна здравствена установа, што нели дополнително финансиски влијае на нив. Меѓутоа, корупцијата како и генерално одливањето на средства од буџетот, значи влијае на квалитетот на услугата која што се добива во рамки на здравствените установи. Кога зборуваме за тоа, многу често се зборува за недостаток на пижами, недостаток на чаршафи во рамки на некоја здравствена установа, недостаток на лекови кои што им се даваат, треба да им се даваат на пациентите кои што лежат во одредени болници или на одредени клиники, и каде што се упатуваат да сами си ги набават од одредени аптеки за да можат нели да ги примат. Тоа ми се чини веќе се случува на речиси секој. Многу често. Условите во кои што се нудат здравствените услуги исто така треба да се земат во предвид, заради тоа што доколку нема средства, нема да се инвестира во различни области. И во автоматски нема да има ни опрема, нема да има ни функционален кадар, нема да може да се обезбеди здравствената услуга. Условите во кои што се нуди здравствената услуга може да бидат исто така влошени, и во тој случај дефинитивно влијае врз квалитетот кој што го добиваат пациентите. Да, добро, имате ли на крајот некакви препораки како да се подобри состојбата? Значи препораките произлегува од самите испитаници. Има неколку препораки.
тоа го кажавме и претходно, велат дека треба да има поголеми контроли и надзор од Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување, како еден можен механизам. Другиот е да има санкции. Значи, кога некоја постапка ќе се започне, да има разрешница, односно да се санкционираат оние кои што всушност барат одреден тип на корупција и исто така сметаат дека треба да биде всушност пријавувањето анонимно, односно да им се овозможи да има доверба во механизмот и дека она што ќе го пријава всушност некој ќе постапи. И многу важно, за што зборуваше и вашата претходна соговорничка, непотизмот. Значи да не се сметаат дека не треба да се вработуваат партиски кадри, односно кадри кои што произлегуваат, се препорачани од одредена политичка партија и политичките влијанија и како треба да бидат одземени, односно отргнати од овој сектор, особено заради тоа што е еден од клучните сектори во државата. Да, претпоставам во здравството спомнавте партиски кадри, но и семејните кадри, да речеме, директен непотизам, што многу често гледаме дека се случува. Добро, господине Антик, ви благодарам за ова гостување. Еве, повторно презентиравме некои работи. Да се надеваме дека вака со вашето истражување и со овакво едно јавно презентирање барем ќе помогнеме да се подигне свеста и да се подобра да работите. Ви благодарам. Генерално да, треба да се работи помеѓу граѓаните, особено за да ја препознаат корупцијата и да кажат не, а и дефинитивно треба да се работи со здравствените работници и со донесувачите на одлуки за да се зајакне тој систем на постапување и пријавување и поднос на вакви случаи. Да. Благодарам уште еднаш и со ова гостување го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата и останете со програмата на Телевизија 24.